Дали сме подготвени? Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска сме повторно тука со оној серијал на панел дискусии под насловот Единствени, но најнапред, пред да започнеме со оној официјален дел на панел дискусијата, би сакал на сите припадници на муслиманската вероисповест да им го честитам празникот, да го поминат денот во мир, благосостојба со своите најблиски и да уживаат во овој ден. Во пресред на панел дискусијата, денеска темата ни е единствени кои инвестираат за младите. Тука малку би се фокусирале на петте главни постулати на кои што се темели младинската политика која ја прокламира ВМРО ДПМН, а тоа е дека сме единствени кои отвараме нови работни места за сите млади, единствени кои инвестираме во подобро образование за сите млади, единствени кои обезбедуваме меѓународни стипендии и бесплатни можности буквално за сите млади луѓе, единствени кои имаме стратегија за нови можности кои што можат да ги искусат сите млади и единствени кои обезбедуваат младински активизам. Сите овие постулати на кои што се темели младинската политика во ВМРО ДПМН, изминатиот период ни резултира, односно можам да потенцирам претходната година со една огромна кампања која што беше под мотото Македонија за младите. Таму реално преку таа кампања имаше дебати буквално со сите млади од целата држава, буквално имавме трибина во секој град, во секое населено место, во секое село наму каде што сакавме да и можевме да ги чуеме потребите и барањата на младите и заедно испишувавме нашата програма, односно програмата за младинската политика која што подоцна беше и промовирана на парламентарните избори во декември. Тоа беа дебати кои што беа во директна комуникација со младите, тоа не беа дебати како што во моментов се најавувани од страна на Социјалдемократскиот сојуз, цело време ги најавуваат дека ќе ги има, меѓутоа до сега не видовме ниту една дебата на било која различна тема. Вистинските дебати веќе се случија, каде што ние заедно со сите млади дискутиравме, ги слушнавме нивните проблеми, понудивме наши решенија на повторно како се сретнавме, делумно ги избистривме сите оние потреби кои што ги има и тие преминаа, беа преточени во нашата предизборна програма. Од таа кампања излегува 40 мега проекти кои што беа промовирани од страна на партијата, проекти кои што на вистина наидоа на преголема заинтересираност од страна на младите луѓе во јавноста и проекти кои што беа поздравени буквално со огромен аплауз и со очекување од младите дека ќе се реализираат во иднина. Тука би сакал да споменам дека беа опфатени проекти кои што се однесуваат на образовниот систем на младите, беа опфатени проекти кои што се однесуваат на спортот и развојот на младите, односно оној дел каде што младите треба да водат здрав живот, почнувајќи од најмалите години, а во подоцнежните години, сите оние кои што сакаат професионално да се занимаваат со спорт, ние тоа го возможивме преку нормално проекти кои што беа исто произлезени во директна комуникација со спортскиот дел од нашата јавност и од граѓаните. Би сакал исто така да истакнам дека како еден од главните постулати кои што цело време буквално го промовираме и за кое што се залагаме како партија, тоа се проектите за отварање нови работни места за сите млади. Тука би сакал да истакнам дека имавме низа проекти изминативе неколку години, дека буквално она како пусто што беше оставено пред 2006 година и онаа висока невработеност од 38%, со низа проекти, со низа мерки кои што ги донесовме, со низа стимули за отворање нови работни места и за отворање нови бизниси, успеавме да ја намалиме невработеноста на ниски 22,9%. Значи потенцирам, тоа се скоро 15% намалување на невработеноста. Тука би сакал малку да објаснам околу политиките за вработување, односно отварање на нови работни места за млади.
би сакал да ја споменам мерката за вработување на млади лица до 29 години. Тоа е една мерка која што изминатиот период отвори илјадници нови работни места за сите млади, а воедно им овозможи и на компаниите и на фирмите да се насочуваат кон вработување на млад квалитетен кадар кој подоцна со останатите мерки за доедукација и за учење премина во млади луѓе кои што се вработени во компании, кои што веќе се експертизираа во своите области. Во однос на младинската политика за вработување не можам да не потенцирам дека во странските инвестиции политика нормално која што ВМРО ДПМН ја водеше изминатиот период како еден од главните столбови за отварање нови работни места, голем дел од компаниите, односно да не речам сите, се фокусира на вработување на млад и образован кадар кој што беше понуден на пазарот на трудот изминатиот период. Во однос на можностите кои што ги нудевме, нормално за да имаме квалитетен и конкурентен кадар на пазарот на трудот, мора да имаме и квалитетно образование, односно можности за сите млади да се едуцираат квалитетно, но за тоа моите соговорници подоцна ќе можат подетално да го објаснат делот околу образованието. Би сакал да се навратам на оние сет мерки, 40 мега проекти кои што ги објавивме изминатите година дена како дел од програмата Македонија за младите. Тука би потенцирал конкретно за проектите Купи куќа за млади. Тоа е еден огромен проект кој што најде вака на голема заинтересираност кај младите брачни парови, сите оние кои што веќе го нема решено нивната потреба за самостојно живење, сега имаат можност преку тој проект да аплицираат во Министерството за финансии, да конечно се стекнат и здобијат со свој собствен дом. Ги охрабрувам Министерството за финансии, како што знаеме моментално проектот е во мирување. Тоа е проект кој што е не добар, туку одличен буквално за сите млади. Ги охрабруваме да не бидат деструктивни, туку напротив тој проект да го продолжат и во иднина, да доколку можат и да го надградат, меѓутоа во ниту еден случај не смеат да продолжат со блокирање и со укинување на мерки. Сите тие мерки кои што се донесени, кои што ќе споменам неколку и сега, се едни од мерките кои што треба продолжат и во иднина. Значи видовме на почетокот на действувањето на оваа нова влада дека голем број од проектите и мерките кои што беа почнати од страна на ВМРО ДПМН сега се стопираат. Би сакал да истакнам дека тоа е тотално погрешна политика која што ја води Социјалдемократскиот сојуз, односно нивната влада, и таа политика не движи напред, туку буквално не уназадува назад. Сето она кое што е отпочнато како проект треба да продолжи во иднина, бидејќи тие проекти веќе се искористени од голем број на луѓе и напротив не треба да застанат, туку треба да продолжат во иднина. На вистина ќе бидам загрижен доколку со сето ова укинување на проекти, деструктивно однесување, односно блокирање на проекти, најде буквално на немо проследување од страна на социјалдемократската младина, бидејќи тие треба да бидат оние кои што ќе ги движат напред проектите и тие треба да се залагаат сите оние проекти кои што претходно биле отпочнати да се реализираат, да продолжат и во иднина, бидејќи како што реков, секое деструктивно однесување, блокирање на проекти може да не повлече само назад, а не да не движи напред. Така да би сакал да потенцирам и да апелирам до социјалдемократската младина. Тие имаат веќе одговорност како младина на владеачка партија да ги движат и да се грижат за проектите кои што беа отпочнати и кои што веќе ги користеа младите луѓе. Би сакал да споменам еден многу важен проект, тоа е вработување на 100 најдобри студенти. Тоа е еден проект кој што во директна комуникација со сите оние студенти на трибините заедно го испишавме, кој влезе во изборната програма, и тој проект треба да биде поттик и стимул за сите студенти да се борат за квалитетно образование,
да се борат за што повисок ранг на едукација и за да можат да бидат конкурентни да се вработат како 100 најдобри студенти. Исто така би сакал да напоменам дека и овој проект не би требало да биде прекинат, односно не би требало да го укинат воопшто, да не почне да се реализира, бидејќи е од суштинско значење и навистина ќе биде стимул за сите оние одлични студенти кои што посветиле внимание на образовниот процес во текот на факултетското учење и навистина седеле и сакале да научат за да може подоцна да бидат конкурентни на пазарот. Би сакал да споменам дека исто така во оној сет на мегапроекти, 40 мегапроекти, имавме особено значење и даден акцент на спортот. Нормално спортот е многу важен дел како сектор во младинската политика. Затоа ние спроведовме низа проекти изминатиот период. Тука се отварањето на спортски сали, односно реализацијата на проектот спортски сали. Тука веќе можеме буквално да видиме во секоја населба, во секој град, во голем дел од поголемите села изградени спортски сали каде што веќе ги користат учениците и сите оние млади луѓе кои што имаат желба да ги користат. Би сакал да споменам дека ваков акцент на спортот нема буквално ниту една влада дадено во изминатите 27 години. Тука реализиравме проект како што е 120 тениски терени, реализацијата на мултинаменските игралишта, реализацијата на фудбалските игралишта. Морам да потенцирам дека изградена спортската сала Борис Трајковски не само изградена како сала, туку и надградена со многу содржини кои што денеска се видливи и ги користат многу луѓе. Морам да потенцирам дека е реконструиран с базенот Карпош, изграден е нов базен во Олимписки затворен базен во Охрид. Морам да потенцирам дека веќе е објавен и проектот за односно во склоп на спортската сала Борис Трајковски за затворената тениска арена и гимнастичка сала која што ќе биде исто така проследена и со сала за борилачки вештини која што ќе биде најмодерна и ќе биде на достапност на сите оние клубови кои што се занимаваат со борилачки спортови. Во поглед на овие проекти има многу да се говори. Би сакал да им отстапам малку повеќе време на моите соговорници да ги истакнат од своите сектори проектите, но исто така би сакал да потенцирам дека ВМРО ДПМН и младинската политика која што ја води ВМРО ДПМН буквално нуди еднакви можности на сите граѓани, буквално на сите млади луѓе во нашата држава. Деновиве актуелно едно видео кое што можете да го забележите по социјалните мрежи, по медиумите, дека со членска книжка на СДС ќе била заменска лична карта. Мислам дека тоа е лош пример за младите, мислам дека тоа не смее да се случи и мислам дека тоа не им нуди еднакви можности на луѓето во нашата држава. Особено на младите, бидејќи ние како партија се стремиме да им понудиме еднакви можности, на сите да се развиваат еднакво, да се образуваат еднакво, да имаат можност да студираат и да се образуваат на најдобрите светски универзитети, да можат еднакво да партиципираат и да се појават на пазарот на труд, да бидат конкурентни за вработување, така да сметам дека ова е еден лош пример кој што ни го дава новата владеачка партија, дека членската книжка на СДСМ ќе можела да се користи како лична карта буквално секаде. Сметам дека исто така младината на СДСМ, односно СДМ, треба да се замисли за ова и треба да го прекинат овој начин на функционирање кој што беше актуелен во времето на владење на СДСМ кога беа на власт во 90-тите години. Знаеме 90-тите години каков пустош се остави во нашата држава, знаеме дека многу млади генерации беа буквално
оставени да лепдат, не можеа да го фатат правилниот пат, не беа усмерени со образование, со можности за вработување и така натака, и мораме да се стремиме кон еднакви можности. Така да, уште еднаш, загрижен сум во која насока новата влада тргна да воведува не реформи како што најавуваше, туку антиреформи. Тие најавува за сите млади 30.000 денари просечна плата, за младите доктори може би ги интересирало, тие ветува 100.000 денари плата за докторите, ветува многу други работи кои што многу добро звучат, но ниту еден момент не дадоа конкретен предлог, проект, како тоа би го реализирале, и не дадоа конкретен рок кога тоа би го реализирале. Така да би апелирал уште еднаш да се прекине со сите оние деструкции, да се прекине со антиреформите, туку да се насочиме кон реализација на проектите, и нормално во ниту еден случај не смееме да дозволиме да бидат укинати сите оние проекти кои што им нудат подобар живот на младите, а беа воведени од претходната власт.